Дружно. Dacinia, czekaj, to tylko malu.
Воскресе! Воистину воскресе! Почитувани присутни, Христос воскресе! Наистина воскресе! Ете, и сами бевте сведоци на свеченото отварање на 16-тата поред манифестација Највеликденско јајце Струга 2019 година. Тоа свечено отворање го направи од младото на хорот Калистра Зогревски, кој од неодамна почна со работа, од диригентство на маестро Димитри Кумбаровски. А хорот постојано во недели и сите православни празници ги прати со песна светите богослужби со кои служи нашиот духовен протопрезвитер Стефан Санџаковски во манастирскиот Божји храм посветен на рождеството на Пресветата Богородица во Калишта. А таму, во црквата, браќа и сестри, се е блага вест Господова. Светото причестување, колка е таа блага вест. Самиот Господ Исус Христос ни се предава. И вам, и мене, во светото причестување. Има ли поголема блага вест од тоа? Замисли што си добил. Самиот Господ Бог го доби целото Евангелие, живото Евангелие. Живеј по него и така мил на Господа, како дар од него, ќе го добиеш воскресението, од кога ќе добиеш блага вест молитва, блага вест пост, блага вест покајување. Кога душата ќе ја очистиш од гревот, кога ќе заплачиш пред Господа со гревовите своји, о, каква блага вест тече низ твојата душа. Постојат две воскреснувања. Воскреснување на душата и воскреснување на телото. И едното, и другото се важни. Но воскреснувањето на душата е поважно. А што е тоа смрт на душата? Кога тоа душата умира? Смртта на душата е гревот. Тоа е прва смрт. Тоа е главна смрт. Кога душата греши, таа умира, се оделува од Бога, кој е извор на животот. Тоа е најстрашна смрт. Тогаш настанува темнина за душата. Тогаш настанува пекол за душата. И денес, и сега, овде, меѓу нас, присутен е нашиот воскресна Спасител, за кого, како што реков, по 16-ти пат го славиме и торжествено го величаме неговото воскресение. А сега, манифестацијата продолжува со беседа на нашиот со преголема љубов исполнет кон Бога и кон нас, протопрезвитер Стефан Санџаковски. Повелете. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Радост ми да обрисам. Мојата беседа би ја започнал таму, каде што нашиот возлюбен во Христа Бога, брат Христо Димитри Миладинов ја заврши својата беседа за денешниот ден. А тој зборуваше за смртта на телото и на душата. Смртта на телото и на душата, смртта на човекот во сета негова целост и севкупност е проблемот со кој што човештвото се бави од како го има. Но
mnogi vekovi, mi celi milenijumi, človek ne naođa odgovor za prašanje to na smrt. Nikogaš u istoriji, to na svoje to postojanje, človek ne se soglasio so smrt. Od vsekogaš je čustvoval za svoj najboljem neprijatelj. Zato što pojmot neprijatelj mu bil nepoznat na predhristovski od čovjek. Videjte, smrtna vsekogaš poveduval. So smrtna se završuval. Ta bila poslednji od gospodar na život na čovjeku. No to je gospodar se hranil so život na čovjeku. Golgota ne pomre. I so to go obesmisloval istorijsko to trajanje na čovjeku v ovoj svet ograden, determiniran od njegovite dve istorijski dimenziji, vremeto i prostor. Takvi od način na zaguba na životot ne bil prihvatljiv za čovjeka. I bara odgovor za to. Kako da se izleze od labirintot na bezcelnosta i besmislenosta v ovoj život, vo život odvoden v ovoj svet, ko što završuva na gradskite grobišti. Odgovor od njega dade Hristos Bog. V praznik od nacite praznici, v торжество to nacite торжество. V den od nacite dni, v den od za ko što site znajme, teka je den za ko što si koji čovjek žive. V toj den imenu Hristos ja pobedi smrt. I nije deneska. Vsite ovje dni od voskresenja do Hristovo, prvi den na toj praznik, do deneska i do spasov den, ki ja slavime ta pobeda nad site pobedi, nad neprijateljot, nad site neprijatelji smrta. Životot ja pobedi smrt. V toa je sudržana suštinata na paskalnju praznik. Gospod voskresnatio ne izvede od lavirintov na bezizleznosta ulicetvorena v besmisleno to povtoranje na vremenskite ciklus. I ne povede v jeden svet, ko što ne znaje za smrt. V svetot na večnjot i nesmrten život. Na simboličen način, dok mu rađanje to na život od tvoj grobot je simboliziran so jajceto, velikodensko to jajce. Jajceto možete da si go predstaviti kako malečko grobče. Od site strani zatvorene. A vnatre se slučuva život. I to je život eden den, ki gi iskarši konturite na grobu, ki je voskresne, ki izleze nadvor, odramkite na bezizleznost. Taka teoto Hristovo pogrebeno v Jerusalimski od groba živeše. Živeše onaka kako što golemi od Zograf, od manastira, od Svetni Pantelejmon v Nerezi,
го насликал мртвото тело Христово, од кој што зрачи животот несмртен, низ едното од двете очи полуотворен. Христос распнат на крстот не е безнадежен мртовец, туку и на крстот мртвиот Христос живее, како што живее животот затворен во јајцето. Онака како што Христос воскресна од гробот, така на денешен ден, на денот на светиот апостол Тома, влезе во одата во која што беа собрани неговите свети ученици и заклучени од страх да не доживеат освета, одмазда од страна на евреите. Христос во таа одаа влезе така што не ја отклучи врата, туку помина низ заклучени порти. Онака, како што воскресна од гробот, поминувајќи низ мермерната, претешка мермерна плоча, без да ја помисли. Воскресението Христово, најмили мои, ја носи радоста од победата на животот над смрт. И таа радост е главното обележје на православните народи. Православните народи и тогаш кога поминуваат најголемите историски искушенија од своето постоење, ја носат радоста од светата Пасха Господня. Тоа можеме да го илустрираме со еден пример кој што се случил во Советска Русија, во зенитот на безбожничкото владење на комунистичката власт. Во едно руско село, во кое што агитпроповците ја проповедале верата на атеизмот, го собрале целото село со намера да им го убијат Христа Господа во нивните срца, во срцата на селаните. Проповедникот на новата вера многу се трудел и устата му се распенувала, докажувајќи дека Бог не постои. И кога завршил со се што требало да каже, еден од селаните стана и побарал да му дозвола да каже само 2 збора. Не знаејќи кој зборови ќе ги каже устата негова, му било дозволено. А тој станал и сите ги поздравил со Христос воскресе. Целиот народ собран со намера да му биде испран соборниот ум и соборното памтење, на тие поздравни зборови одговорил со зборовите на вистина воскресе. Тоа е нешто што се случува и со нас, низ сите векови, низ вековите на многовековно робство. Робството на православните народи за волја на вистината никогаш не престане. За жал, може би и денеска ни се случува некакво робство, но не сме целосно свесни кое и какво е тоа робство. Но во нас, како во гроб, живее Христос. А Христос е животот наш. И тој живот
врие во нас и го чека својот ден, денот на нашето воскресение. Христос воскресе, браќа и сестри. Наистина воскресе. Во продолжение, оваа година Драмското студио Миладин со своите членови во заедница со подмладокот на хорот Калистра Зогревски припремија еден сценско-музички рецитал за Воскресението Христово. Воскресението како вечен живот. Додека уште говореше, ете, ги заседи светло облак и се чу глас од облакот кој велеше: Ово е мојот возлюбен син, колку го е мојата волја, него послушајте го. И кога го чујат учениците, паднаа ничку и многу се уплашија. Но Исус, откако им приде, се допре до нив и им рече: Станете и не плашете се. А тие, кога ги подигна очите, не вида никој друг освен Исус. А кога сликува од гората, Исус им заповеда и рече: Никому не кажувајте што видовте, но
додека Синот човечки не воскреснал од мртвите. Исус повторно ја најавува својата смрт и воскресение. А кога беа во Галилеја, Исус им рече: Синот човечки ќе биде предаден во рацете човечки и ќе го убијат, и третиот ден ќе воскресне. И тие многу се нажалија. Исус по трет пат ја навестува својата смрт и воскресение. И кога се искачуваше Исус кон Ерусалим, ги зеде насамо 12 ученици и по патот им рече: Ете, се искачуваме кон Ерусалим, и Синот човечки ќе им биде предаден на првосвештениците и книжниците, и ќе го осудат на смрт, и ќе го предадат на незнабожците, за да биде исмеан, и тепан, и распнат, и третиот ден ќе воскресне. Потоа отиде Исус со нив на едно место наречено Гецимање и им рече на учениците: Поселете тука, додека отидам онаму да се помола. А кога се раздени, сите првосвештеници и старешини направија договор против Исуса да го убијат. И како го брза, го одведо и го предадо на управникот Понтониј Пилат. Исус застана пред управникот, а тој го праша: Ти ли си царот јудејски? Исус му одговори: Ти велиш. Жената на Пилат порача да му каже: Не прави му ништо на тој праведник, зашто денеска многу пострадав на суд заради него. Пилат ги изми рацете и рече: Не сум за крвта на овој праведник, мислете го вие. А народот рече: Крвта негова нека падне на нас и на нашите деца. А што го размара, ставија на главата надпис со ината негова: Ово е Исус, царот јудејски. А мудувачите го убеа: Ти што убиваш рамо и за 3 дни го содигуваш, спаси се себе си. Ако си син Божи, сигни се од крстот. А од 6-тиот час настана премнина по целата земја. А околу 9-тиот час извика Исус со силен глас и рече: Или, има самоктани. А тоа значи: Боже мой, зошто ме оставиш? И го испушти. А стотникот и оние што со него почуваа Исуса, откако го видеа земјотресот и се друго што стана, се уплашија многу и говореа: Навистина, овој беше син Божи. А Јосиф, што го зеде телото, го завика во чисто платно и го положи во скромнот грб, што го беше изгладил во камен. Откога постави голем камен на надгробната врата си отиде. Фарисиите на Пилат му рекоа: Господаре, ово изгнанник додека беше жив рече: После 3 дни ќе воскресне. Пилат им рече: Имате стража, одете и чувајте го како што знаете. Отидоа и така направија. Што мина саботата, Марија Магдалена, Марија Јаковова, Саломија купија мириси за да дојдат и да го помазат Исуса. По патот се прашуваа: Кој ќе ни го отвори каменот од вратата на гробот? Видоа дека каменот е отворен, а беше многу голем. Кога влегоа внатре, видоа еден млад човек, облечен во бели јаништа, како седи од десната страна. Тој им рече: Не плашете се, вие го барате Исус од Назарет, распнатиот. Тој воскресна, не е овде, еве во местото каде што го положија. Но одете, кажете ни учениците негови, дека тој пред вас отиде во Галилеја, таму ќе го видите како што ви беше рекол. Марија Магдалена дојде на гробот рано, уште дори беше темно и виде дека каменот од гробот е понесен. Тогаш отрча и дојде при Симона Петра и при другиот ученик, кого Исус го љубеше и им рече: Го дигнале Господ од гробот и не знам каде го положиле. Тогаш излезе Петар и другиот ученик и појдоа кон гробот. И обајцата трчаа заедно.
дојде Симон Петар, влезе во гробот и виде дека само повојот стои. А крпата, што му беше на главата негова, не стоеше при повојот, туку отделен, свитка на едно место. Тогаш влезе и другиот ученик, кој прв дојде до гробот и виде и поверува, кои уште не го знаеа писмото, дека он треба да воскресне од мртвите. Тогаш учениците се вратија. А Марија стоеше пред гробот онакво и плачеше, и плачејќи се наведна на гробот. И виде два ангела во бели облики како седа, едниот кај главата, а другиот кај нозите, каде што беше лежало телото Исусово. И тие ѝ рекоа: жено, зошто плачеш? И му одговори: го кренале Господа мој и не знам каде го положиле. Штом го рече ова, се заврти назад и го виде Исуса како стои, но не знаеше од тие Исус. Исус и рече: жено, зошто плачеш? Кого говориш? Таа, мислејќи дека е градинарот, му рече: Господине, ако си го взел ти, кажи ми каде си го положил, и јас ќе го земам. Исус и рече: Марија. Таа се заврте и му рече: Равуни, што значи учителе. И рече Исус: не допирај се до мене, оти уште не сум се вратил при мојот отец, туку оди при браќата мои и кажи им: се враќам при својот отец и при вашиот отец, при својот Бог и при вашиот Бог. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бога, се стана преку него и без него ништо не стана што стана. Во него имаше живот, и животот им беше светлина на луѓето. И светлината во темнина свети, мракот не ократ. Имаше еден човек по име Јован, пратен од Бога. Тој дојде за сведоштво, да сведочи за светлината, да сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлина, туку да сведочи за светлината. Постоеше вистинска светлина, која го просветлува секој човек што доаѓа на светот. По светот беше и светот преку него стана, но светот не го позна. Дојде при своите и своите не го примија. А на сите што го примија, на сите што веруваа во неговото име, им даде можност да станат синови Божи. Кој не од крв, не од Бог од башка, а од Бога се родија. И Словото стана тело, и се сили во нас, полно со благодат и вистина. И ние ја видовме неговата слава. Слава како на единороденот Отец. Јован сведочеше за него и велеше зборувајќи: овој е за кого реков Бога, појде во мене, го испревари, оти го стоеше порано од мене. И од неговата полнота ние сите примивме благодат пред благодат. Што законот беше даден преку Мојса, а благодата и вистината произлегуваат од Исуса Христа. А вечерта, во истиот ден, првиот ден од седмицата, по кафарата, каде што беа учениците негови собрани, беше затворена поради страх од јудејците. Дојде Исус, застана насред и им рече: мир вам. И ова кога го рече, им ги покажа рацете и нозете и ребрата своји. Се зарадуваа тогаш учениците, штом го видоа Господа. А Исус пак им рече: мир вам, како што ме прати Отецот, така и јас ме праќам. И кога им го каже ова, духна им рече: примете Дух Свети. На кои ќе им ги простите гревовите, ќе им се простат, а на кои ќе им ги задржите, ќе им се задржат. А Тома, еден од 12-те, наречен Христа, не беше со нив тогаш. Другите ученици му рекоа: повидовме Господа. А тој им рече: дали не ги видам раните од клинците на рацете негови, и не го ставам крстот свој во раните од клинците, и не ја ставам раката своја во ребрата негови, нема да го верувам. А по 8 дена учениците негови пак беа собрани, и Тома со нив. Дојде кога вратата беше заклучена, застана помеѓу нив и рече: мир вам. Потоа му рече на Тома: дај го прстот свој овде и види ги рацете мои. Дај ја раката своја и стави ја во ребрата моја. И не види, но веди. Одговори Тома и му рече: Господ мој и Бог мој. Исус му рече: Тома, ти поверувал, ти ме видел. Блажени се оние кои не виделе, а поверувале. И многу
свои, што не се запишани во оваа книга. Ало вие сте запишани, за да поверувате дека Исус е Христос, Син Божи, и верувајќи да имате живот во Неговото име. Додека ти уште зборува за тоа, сам Исус застана среде нив и им рече: Мирва! А тие, така збунети и уплашени, помислија да ги гледаат друго. Но он им рече: Што се плашите? И зошто такви мисли ви влегуваат до срцата ваши? Видете ги рацете мои и нозете мои, јас сум искрен. Допрете се до мене и гледате, зашто духот нема тело и кости, а како што гледате, јас имам. А кога го рече тоа, ги поврача рацете и нозете, што додека тие од радост што не веруваат се чудеа. Он им рече: Имате ли овде нешто за јадење? Тие му дадоа парче риба печена и месо фање. Кога го зеде, јадеше преди, па им рече: Ете, тоа е она што ви зборува, уште да бев со вас, ќе треба да се исполни се што е напишано за мене во законот Мојсей и кај пророците и во псалмите. Тогаш им го отвори умот за да ги разберат писмата и им рече: Така е напишано и така требаше да пострада Христос и да воскресне од мртвите на третиот ден. И да биде проповедано во Неговото име и покаяние, проштевање на гревовите кај сите народи, почнувајќи од Ерусалим. А вие сте сведоци за ова. И ете, јас ќе го испратам врз вас ветувањето од мојот Отец, а вие останете во градот Ерусалим, додека не се облечете во сила од озгора. И ги изведе надвор во Витанија, па кога ги подигна рацете, ги благослови. И кога ги благословаше, се откри умни и се вознесе на небото. Тие му се поклонија и се вратија во Ерусалим со голема радост. И беа посторена во храмот, каде што го прославуваа и благословуваа Бога. Амин. Откако го видовме воскресението Христово, да му се поклониме на светиот Господ Исус, единствениот безгрешен. На крстот Твој му се поклонуваме, Христе, и светото Твој воскресение го воспеваме и славиме, зашто Ти си Бог наш, освен Тебе за друге знаеме, името Твое го призиваме. Додите сите верни да му се поклониме на светото Христово воскресение, зашто ете, со прст од радоста дојде за сиот свет. Секогаш благословајќи го Господа, да го воспееме воскресението Негово, зашто распет ја поднесувајќи со смртта, смртта ја разруши. Isus,
Сега преминуваме на завършениот дел од оваа манифестација, а тоа е прогласување на најдобрите пристигнати експонати од највеликденското јајце. Членот на жири комисијата Димитри Кумбаровски ќе ни ги соопшти кои се добитниците. Повели Димитри. Благодарам, Чишколи. Сега во интерес на времето ќе ги соопштиме наградите. Ова година доделивме 18 награди за најуспешни стварувања. 7 од нив се цртежи во различна техника. Останатите се јајце изработени исто така во различна техника. Кои од нив се единствени, други се дел од композиции. Ќе започнам од почеток. Шифра од основното училиште Гоце Делчев од Јабланица. Јајца стигна во пакет денеска без шифра. Тоа е распетие, јајце, цртано е. Саде ни ги тренуваме во интерес на времето. Тие добиваат икона на Свети Георгиј Победоносец. Композицијата Христово воскресение од шифра Ангел Божи исто така добива икона на Светото царство семејство Романови. Значи шифра Ангел Божи. Ангел, нацртан со темпера на јајце, под шифра Кики, добива книга Старец Байси. Уште една награда за остварување од основното училиште Гоце Делчев од Јабланица. Овој пат е цвет во туш техника, добива икона на Свети Серафим Саровски. Понатаму, икона на Воскресението Христово добива јајцето од шифра 19. Шифра 19. Резбано путивче од работеницата на Местро Новите столисти добива јајцето со шифра РМК 333, веројатно, тој пейсаж во темпера на јајце. Икона на Пресвета Богородица добивам јајцето со шифра Гаврил 2019. Дрвено путиче, исто така изработено од работеницата од рацете на маестро Новица Столески. Шифра Радожда 2. Двојно CD од хорот Калистра Зографски, шифра Истер 15.
православен молитвеник добива шифра Баки 2007. Православен молитвеник исто така шифра веројатно Микјара 11. Православен молитвеник исто така добива Мила Дуковска. Православен молитвеник исто така за Росанда, шифра Росанда. Икона на Свети Георги Победоносец, шифра Марија Ч 190704, Светите браќа Кирил Методи. Икона на Пресвета Богородица, шифра 200-706. 200-706. Икона на Светинал Мотрински добива Емилија Спасовска. Православен молитвеник, шифра Леа 2009. Книга Богомислие добива шифра Наке. Интересно времето ова година да ги покажуваме, меѓутоа сите наградени експонати се од ова страна на овие два паравани и овде по завршувањето на манифестацијата ќе можете да ги погледнете. Сеначко ристимо го прекам да. Од пред неколку години, ако приметивте, воведовме на нова, да наречеме, рубрика секој да си организира свој штанд. Паметите, минатата година беше детската градинка од Струга, Пеперовка, а оваа година Кики Муки со нејзината дружина, школото нејзино на ликовно, ја добива ова пред да го соопштиме завршетокот. Сакам да се заблагодарам на сите за учеството, а се разбира и на сите оние што спонзорира на свој начин, на било кој начин да се оствари ова манифестација. Би напоменал една работа
Od godina, nemoj se da rečite stalno nešto izmislуват, за да ги малку поупростиме работите, да не ги ставаме на исти кантар и децата од 4 години, и од 10 години, и од 20 години во иста категорија, од година се договоривме да ги категоризираме пристигнатите експонати. Значи, од предшколска година до второ оделение, од второ оделение до 9-то и од 9-то нагоре. Значи, че има едни 3 категории. Со една добра напомена, че ве замолам на сите што ќе учествувате во наредниве години со своји експонати, да се придржувате кон она што се бара за празникот. Навистина има прекрасни јајца, но некои не доликува, го нацртале нечестникот, го нацртале некои други, што не доликува, мислам за празникот не доликува. Секогаш треба да се настојува, за да си го величаме ние нашиот воскреснат Господ Исус Христос, да се црта со тематика на воскресението. Имаме добри цркви, имаме добри светци, имаме све можно што може да се нацрта за воскресението. Дали тоа на цртеж, дали на јајце, рековме, може и песничка, може и состав. Значи, од година ќе ги соопштиме овие пропозиции. А сега, со најголема благодарност за вашето присуство, највеликденското јајце спрунга 2019 заврши. Thank you.